Дали си го видел новиот TikTok предизвик, што се шири на секаде? Сними се како го правиш ова 12 секунди и тагни тројца другари. На прв поглед, тоа е забавен тренд. Но што ако ти кажам дека понекогаш таквите предизвици не се само за забава? Замисли, се појавува нов предизвик. Напи се зелено смути пред камера или научи 3 магични трикови за учење за 10 секунди. Се чини смешно или интересно. Твоите пријатели го прават, ти гледаш. Сакаш да пробаш, но ако погледнеш подобро, кој го креирал видеото, кои профили го промовираат, зашто токму ти го гледаш. Тоа веќе не е случаен тренд, тоа е стратегија. Манипулација со информации. Понекогаш видеото е точен факт, но е прикажано така што те навлекува или те насочува кон одредена акција. Странско мешање. Понекогаш зад предизвиците стојат луѓе од други држави кои сакаат да влијат врз тебе, да формираат навики, да те натераат да веруваш во одредени работи или само да те следат како таргетирана публика. Мотивот. Не е важно дали видеото е смешно или точно. Важно е кому му одговара да го гледаш, да го споделиш, да реагираш, токму вака. Следниот пат кога ќе видиш луда шема или вирален предизвик, застани, запрашај се, кој го создаде ова? Зошто сака јас да го правам ова? Дали моето мислење или време се користат како алатка? Твојата љубопитност и критичко размислување се твојата најдобра заштита. Не дозволувај твојот фит да мисли наместо тебе.